Јас тебе... Ти се допаѓам, велиш? Ова не е возможно, Несрин. Значи, вие сигурно предпоставувате колку многу ве сакам. Можеби фактот дека поради тоа ви е непријатно прави да сте толку значаен за мене. Јас сум свесен дека ме сакаш, Несрин. И не ми е непријатно поради тоа. Знам дека имаше многу тешки денови од како почина татко ти, јасно ми е. Гледаш во мене како во еден камен зад кој што можеш да се скриеш од овој свет. Ама не дозволувај твоите чувства да те измамат. Во ред, не си го прави тоа, те молам. Господине Керим, вие мене погрешно ме разбравте. Не те разбрав погрешно, Несрин. Види, ако тука постои некаква грешка, тогаш грешка е тоа што мислиш дека чувствуваш нешто кон мене, верувај ми, не можеш убаво да си ги процениш своите чувства. Јас не сум дете. Јас не ти реков дека ти си дете, Несрин. Само ти велам дека си многу неискусна. Во ред, штом веќе толку отворено зборуваме, можеби сум млада и неискусна, но знам дека сум сигурна во своите чувства. Јас не сакав да ве ознемирам кажувајќи ви ги овие работи. Можеби и вие сте во право. Се е минливо. Но времето ќе покаже. Ако сакате ќе си заминам од оваа куќа. Но не заборавајте, никогаш, ама никогаш, нема да се омажам за некого кого не го сакам. Несрин! Несрин! Чувството на благодарност што го чувствува кон мене го меша со љубов. Камо да не зборуваше за своите чувства. Себе уште повеќе сум збунет. Морам и јас да се исконтролирам. Таа е на исти години како и моите ќерки. Влези. Несрин, добре дојде. Господине Али, се надевам дека не ве вознемирувам. Не, дојди. Сакав да разговарам со вас за нешто многу важно за мене. Се разбира, седни тука. И не сакам да ми персираш никако, во ред? Ти плачеш ли? Не е ништо важно. Штом се плачела, важно е. Малку се скаравме со господјата Султан. Со господја Султан? Да, кажеше господја Селда, ќе разберев. Не третира како луѓе, господине Али. Господјата Селда никогаш не била толку груба. Се изненадив. Понекогаш може да биде таква. Поради годините е тоа нормално. Но господја Султан е сладка жена. Господин Али на своја рака донела одлука да ме омажи. Како можела да го реши тоа сама така? Ние сме нивни вработени, не сме робови нивни. Се разбира дека не сте. Не грижи се ти за тоа. Такво нешто не е можно. И Чичко Керим не би дозволил тоа. Ако не го прифатам овој брак, ќе треба да ја напуштам таа куќа. Како па да не? Али? Здраво? Здраво. Мислев дека си сам ќе дојдам подоцна. Ние со Несрин зборувавме за една интересна тема, Берен. Сигурен сум дека и тебе ќе ти биде интересна, дојди. Што зборувавте? Јас всушност дојдов да зборуваме за сосема нешто друго, ама малку скршнавме од темата. Добро што се случи тоа. Мислам дека и Берен треба да знае за тоа. Ке ми кажете ли веќе што се случува? Што се случило, тато? Мајка ти излегла од собата. А ти ми вети дека нема да правиш вакви работи. И ти одлично знаеш дека мајка ми е добра. Не гледаш затоа што ти не си дома.
Мајка ти не е во добра состојба, синко. Секоја вечер ја ништи куќата, што и да фати го фрла кон мене. Тато, и ти премногу ја притискаш, знаеш? Синко, јас навечер пред да заспијам ја заклучувам вратата. Не се знае мајка ти што може да направи. Добро, а да не претеруваш малку? После првиот проблем што ќе се случи, јас ќе ја сместам во болница. Синко, ти знаеш дека таа не ги пие лековите. Таму ќе се опорави многу побрзо. Не сакам да те вознемирувам, мама. Ти не ми изгледаш добро да даеше. Ако сакаш вистината, и не сум добра. Човекот што треба да ми биде сопруг, ми го уништува животот. Ај. Дали те тепа? Секоја минута сме како куче и маче. Тој ме удира, јас го удирам. А ја тепа ли ипек да даеше? Не, тоа не би го дозволила. Еднаш додека не бев дома сакал да ја удри. Но фала му на Бога пристигнав на време. Да даеше? Добро е што и го најдов ова на ипек. Види, девојката се спаси. Верувај ми, таму секогаш ќе биде најбезбедна. Емине, навистина не знам како да ти се заблагодарам. Господ не сожалил и тебе те испратил. Разведи се и ти, еве кирката има своја работа, а и куќата е твоја, нели? Па добро си заработуваш, можеш да живееш без парите на твојот маж. Направи го тоа. Не се работи за парите. Не можам да се спасам од тој човек. Поради него ја испратив кирка ми во друга куќа. Инаку зарем мислиш дека јас не би можела да ја чувам ипек? Да даеше? Очигледно е дека многу сте приврзани ти и ипек. Сигурно ви е многу тешко вака разделени. Не сум ја оставила од првиот момент од како ја земав. Од денот од кога си ја земала? Ова од денот кога првпат ја земав во преградка. Како и да е, ти благодарам на кафето. А, ќе си одиш ли? Да, си одам. Ке заадоцнам. Ке те побарам јас вечерва. Да не се сомневате во тоа дали парите ви отишле на погрешно место. Да даеше, не зборуве, така те молам. Тие пари јонека ќе се даде некому што му се потребни. Ти си во лоша состојба, земи ги парите. Не можам да ги земам. Ама зошто? Тие се заработени, ти ги давам затоа што сакам. Дали ме разбираш затоа што зборувам? Ако сакаш да сум искрена, Емине, во многу тешка состојба сум. Ајде јас да си одам, сега ќе дојде господја Хандан. Во ред. Ајде, пријатно. Ќе ти испратам. Ајде, дојди. Ајде, Несрин, ајде. Баба ми сигурно мислела дека ти прави добри на Несрин. Немала лоша намера. Јас само не разбирам зошто се дошла до тука поради тоа. Али што може да направи на таа тема? Посакувам да зборуваше со мајка ми или со мене за ова. Како што реков, јас дојдов да разговараме на една сосема друга тема, ама мојата намера не беше да го обвинам вашето семејство, госпогице Берен. Ве молам, немој да ме сватите погрешно. Сакав да зборувам за мојата пријателка. Ете, некако остана без работа. Многу е способна, паметна девојка. Не може да му каже на татко и дека остана без работа. Си помислев дека господинот Али може да помогне. Што работеше твојата другарка, Несрин? Заедно работевме во кафуле, но откако знам за неа, многу убаво црта. Што црта? Јас не се разбирам многу, ама навистина убаво црта. Изгледа ти го привлече вниманието. Кажи и на твојата пријателка да дојде да зборуваме. Навистина ли? Да, навистина. И јас имам потреба од асистент. Многу ќе ви се допадне Зејнеп, многу е паметна, многу сака да работи. Во ред ќе видиме. Господјо Берен, многу ви благодарам. Фала, како и да е, јас да си одам сега. Госпогице Берен, доколку господјата Султан дознае дека сум била тука, многу ќе ми се налути. Ке кажеш дека јас те повикав да дојдеш. Уште еднаш многу ви благодарам. Јас да ти испратам до врата, Несрин.
Селда, дозна ли нешто од адвокатот? Не. Ти не криеш нешто од мене, нели? Јас не знам да кријам, а и адвокатот да ми каже нешто, немам намера тебе да ти пренесувам. Зошто? Зошто би ти кажала? Кога ти се знаеш? Селда, ти се слушаш ли што зборуваш? Зошто би криела нешто од тебе ако знам? Знаеш и не ми кажуваш. Ти поврза се. Треба да бидам многу глупава да верувам дека не знаеш ништо. Селда, ти кажав дека семејството е надвор од државата. Хандан, те молам, немој да лажеш повеќе и со твоите лаги само повеќе ми паѓаш во очите. Да знаев дека вака ќе се однесуваш, немаше воопшто да ти помогнам. Се однесуваш како само јас да сум виновна за ова. Како стигна до тој заклучок? Како ти да си виновна за се, Хандан? Само ти велам дека не ми ја кажуваш вистината и сигурна сум во тоа, на вистина. Како можеш да помислиш дека можам да бидам толку безмилосна, Селда? Може би ти ме лажеш затоа што знаеш дека е на безбедно место затоа, така кажи ми, нели? Во право сум. Ја од каде да знам каде живее, што прави? Престани да ме обвинуваш за нешто што не сум виновна. Што зборуваат овие? Ти што чекаш тука? Јас ја чистав прашината тука. Ипек слушала. Добре дојде, Хандан. Здраво. Ипек ве прислушкуваше. Не зборувавме ништо тајно ние. Не е важно за што сте зборувале. Можете да зборувате за што сакате. Само погрешно е тоа што го направи Ипек, тоа го кажав. А Ипек не би направила ништо. Од каде знаеш ти? Ало, Господин Хандан, нашите влегле па во куќата. убаво. Најдоа ли нешто? За жал, не пронашле ниту фотографија од девојката. Како е можно? Немало ниту еден фотоалбум. Зеки овие повторно да не направиле некоја грешка. Не би направиле тие такво нешто. Во ред ќе зборуваме подоцна. Барав едни обувки, но не успеале да ги најдат. Затоа ли толку се разочара? Да, Селда, сите имаат некаква слабост, јас имам на обувки. Сина направи голема грешка. Уште и упорно не сака да му каже на татко ми. Очигледно е дека го направил под притисок. Инаку сина не е дете кој би направило такво нешто. Јас се грижам девојката да не го пријави. Тоа би било многу лошо. Синан вели дека тоа нема да се случи. Не се знае тоа, Али. Мора да зборуваме со девојката и да бидеме сигурни. Тоа не е можно, Берен. Нема потреба да ја вознемируваме девојката и да ја тераме да мисли на тоа. А и деца се. Откај да знаеме дека после некој време нема да ја искористат оваа ситуација? Што ако нејзиното семејство пријави? Јас не верувам дека ќе каже нешто на семејството. На крајот на криштата таа е виновна што се качила во автомобил на некој што нема возачка дозвола. Јас воопшто не сум спокојна. Ти не грижи се. Сигурен сум дека синан ќе извлече поука од ова што се случи. Не верувам дека повторно би сгрешил. Јас мислам дека синан се однесува како да не направил голема грешка, току како ние да претеруваме. Сакаше да се пофали пред другарите. Ама види што се случи, испадна неспособен. Затоа сега така се однесува. Што ме така, и јас ке чекам да видам што ќе се случи. Се надевам дека ќе биде како што рече и дека нема никој да го пријави. Берен, си мислам да ја средиме и таа вечера. Кога ќе дојдеш кај мене? Остави, бе, Али, исто како да сум јадала, ти не грижи се за тоа. Тоа не е можно.
Види, јас да победев, биди сигурна дека ќе те натерав да сготвиш. Али не сакам да дојдам кај тебе дома. Шуле е во право што ја вознемирува тоа. Ако ја поканиш Шуле, Ти реков дека ќе готвам посебно за тебе, Берен. Зарем мислеше дека ќе се исплашам и ќе ја кажам на Шуле? А и Шуле мене не може воопшто да ми се меша. па што ме така, тогаш имам јас еден услов. Во ред? Каков услов? Можеш да ме почестиш вечера. Нема да се откажеш, нели? Никогаш нема да се откажам. Во ред? Тогаш утре вечер. Во ред, утре вечер. Се гледаме. Се гледаме. Жената е архитект. Откаде да знам што ќе работиш за Инеп? Ти оди таму, ќе разговараш и ќе ти објаснат убаво. Душа, зошто се плашиш? Ако не можеш, ќе дадеш отказ и тоа е тоа. Што е толку тешко, што сакаш? Ќе имаш убав и нормален живот, ќе имаш добра средина, ќе работиш во добра фирма. Наместо тоа сакаш да се влечкаш по улици? Навистина ти си знаеш самата, да знаев дека нема да сакаш, немаше воопшто да се обидувам да ти најдам работа. Јас грешив што воопшто се обидов да ти помогнам. Очигледно дека е лута. Мислев дека нема да ми се јавиш. Ми искочи на телефон и ние не разговаравме како што треба. Несрин, зборуваш за една голема фирма и работата во архитектура. Нормално е некој неискусен како мене да ти поставува толку прашања. Добра, денес ли? Добро, да се подготвам и излегувам. Добра, ајде да се гледаме. Благодарам. Синан, сине, дојди поседи малку со нас. Добро утро. Добро утро. Дојдов порано за да учам само. Инаку ќе одам во соба. Ова дете има некаква мака. Од вчера е нерасположен. Ако прашам, ништо нема да ми каже, затоа молчам. Јас морам да излезам. Каде сега наеднаш вака? Имам итна работа што морам да ја завршам. Ќе се видиме. Мамо, јас ќе те оставам неколку часа сама, имам работа во организацијата. Ќе се вратам пред вечерата, не грижи се. Дете ли сум јас? Нема потреба некој постојано да е со мене. На кого ли личи, бе? Колку многу личи на Ипек. Сега разбрав зошто толку ја штитат девојката. Ова девојка личи на една нивна роднина. Исто како да се близначки. Секако и ти веруваш во ова, нели змија една? Ти не можеш ни за мајот прст да и се фатиш на керка ми. Одвратна.
Значи, затоа ја штителе. Аман. Емине! Емине! Повелете, господице Хандан, Се замина ли Аише? замина? Ги зедали парите? Отидоа толку пари. Напразно отидоа. Напразно. Да. Таа жена успеа да ме притисне. Не требаше да ги дадеш. Вие ми рековте да ја дадам? Жената не сакаше да ги прифати, а со сила и ги дадов. Молчи бе, Емине, не зборувајте, молам. Малку да беше паметна, ќе ги чуваше тие пари за себе. Ама господице Хандан, господа чува, зарам би направила таква нешто? Како би можело да ги земам Ајде, тие пари? оста! Емине! Ако сакате ќе ја кажам да ги врати. Емине! Душата ќе ми пукне, Емине, те молам, оди работи нешто, донеси ми кафе. Повторно игра некоја игра. Зошто уште чекаш? Ах, глупава една, ах! Човекот убаво ми рече, а јас па се уште седам во куќата на Селда. Да искочев порано, ќе ги фатев. Ама не, жената е многу опасна. Ќе ти покажам јас на тебе, Аише. Нечесничка една. Очигледно дека оваа не сакала да ја помогне на жената. Повторно ти матиш нешто, Хандан. Вратата е отворена. Хазим ли дојде? Аман, господе. Изгледа Хазим дошол по оружјето. Не, тука е. Штом Хазим бил тука, зошто го оставил оружјето? Секако. Господице Хантан, сакате нешто посебно за вечера? Имате желба или ќе го јадете тоа што ќе го направам јас? Не, подготви што сакаш ти. Јас ќе одам да одморам во мојата соба. Подготви што и да сакаш. Фала му на Бога. Погледниот ти, Емине. Јас си мислев таа е човек, а всушност таа да ти соработувала со господјата Хандан. Ај, Боже. Тарарарарам. Повели да дајше? Емине, ти мене ли се обида да ме измамиш? А што зборуваш да дајше? Не разбирам. Остави таму. Ме повика таму намерно, нели е така? Јас навистина ништо не те разбирам. Јас само сакав да ти помогнам. Што е ова? Тоа го направи за луѓето на Хандан да можат да ми влезат дома, нели? Се ми растуриле. Нели ти е срам? Ме гледаше во лице и ме излажа дури. Ама кој ти влегол дома и зошто ти влегол? Чекај малку. Ајде, престани да лажеш и исклучи. Ајде, исклучи. Види ја ти, Хандан. Толку многу сакаше да ја види фотографијата на Ипек. Зарем мислеше дека ќе ја оставам некаде на виделина? Ми искористила за да испрати луѓе во незината куќа. Што е ова?
Ај Господи, што ли барале таму? На здравје. Ти благодарам, тета Меријам. Кирко, има јадење, зашто јадеш сендвич? Никој не сакаше да јаде, и јас не сакав сама да седнам на трпезата. Како и да е. Вечерва ке јадеме како што треба. Ама Нипек, ако никој не забележи, не им кажувај дека Несрин е надвор. Господјата Султан ке полуди. Не грижи се, нема да кажам. На здравје, нека ви е. Благодарам. Сакаш ли и ти? Знам дека обожуваш сендвичи. Ако не е проблем, јас би сакал еден, тетка Меријам. Веднаш ке ти направам, ти само посакај. Веднаш се враќам. Во ред. Има ли новости во врска со несреќата? Не, нема ништо. Чекаме да се врати возилото. Како е твојата пријателка? Не знам, веројатно е добро. Не се јави да прашаш? Не прашав. Сега ако ја побарам, ќе ми каже 100 работи за лузната на челото, знаеш како оди. За лузната на челото? Таа треба да е среќна дека е жива. Да, но за некои луѓе убавината е се на светот, Типек. Интелигентни пријатели имаш. Зошто се изненади? И онака светот е изграден врз убавината. Јас би сакала да успеам со својот ум, а не со својата убавина во животот. Тогаш ти ќе имаш многу убав живот. Затоа што си многу убава и многу си паметна и вратите ти се отворени. Грешиш. Мојот живот започна многу тешко и не верувам дека сега ќе се промени. Чекај да видиме. Не го би најдеш толку лесно. Ај, баба ми како вели. Секој нов ден е нова шанса. Во право си. Не, јас не сум во право, постарите се во право. Да станам веќе. Се заборавив. Кога имаш слободен ден, Ипек? Утре. Сакаш да се напиеме нешто? Океј, исто како да не сум те прашал. Треба да се сретнам со пријателка од средно. Убаво изгледа, благодарам многу. Гледам во добри односи сте. Само разговаравме. Секоја чест, постојано разговарате. Што сакаш да кажеш ти? Ти одлично знаеш што се обидувам да кажам. Колкава самодоверба имаш, толку лесно натереден конј да трча по тебе во оваа куќа. Кажете ми колкава е, господја Фатма, да знам. Може би си млада, но многу си искусна. Го искористи твојот очув за да се сместиш во оваа куќа и тоа како да не беше доволно се обидуваш да го заведеш синан. Што се случува? Ништо. Тетка Фатма е малку загрижена за нешто и сега се обидува да ме малтретира. Манжи ти бога, Фатма. Се занимаваш со девојка која има исто години како и твојата керка. Не можеш да ме обвинуваш за тоа што работам повеќе од твојата керка. Ако на керка ти требаше работа, ќе работеше. Ај, боже, ние не сме слугинке затоа што уживаме во тоа, керко, и нам ни се потребни пари. Да ви беа толку потребни, тогаш и керка ти во моментов ќе работеше. Но штом работодавците не може да ја натераат да работи, значи дека ви е супер. Ај, боже, ја слушаш ли што зборува, леле? Не разбирам каков проблем имаш со Ипек, Фатма. Каков проблем да имам, господја Меријам? Сите ја напаѓате мојата керка, а оваа тука никој не ја гледа. Ај, аман, постојано истите работи, истите теми ми се смачи веќе. Хасан, немој да мислиш дека Берен те осудува, те молам.
Таа само се најде во средина на сето ова. Би лажал кога би кажал дека не ме растажи, Керим. Всушност се застрамив пред Берен. Се почувствував како да правам нешто многу лошо, брат. Малку ми е чудно некој како тебе, некој кој стои за се што доживел, да ми ги зборува овие работи, да бидам искрен. Навистина. Стави се на моје место, Керим. Берен ја одби работата за да не се соочи со озлем, свесен си. Навистина ме вознемири тоа. Очигледно е дека Селда ја врши притисок и Берен се вознемири и се повлече секако. Мислам дека не треба толку да се грижиш за тоа. Сигурен сум дека можеш да најдеш некој поискусен, нели? Селда има двојни аршини, Керим, знаеш. Наместо мене, Мелтем да се влюбеше во некој друг и да сакаше да се разведе, мислеше дека истата реакција ќе имаше ли? Мислам дека исто ќе реагираш, знаеш. Затоа што Селда е навистина многу принципиелна жена. Премногу е принципиелна, ама и луѓето, кои што многу ги осудуваат другите луѓе за нивните грешки, имаат секогаш темни тајни, Керим. Ние кога се запознавме со Селда, тоа беше на факултет. Не верувам дека Селда би скрила нешто од мене, да бидам искрен. Јас општо зборувам, Керим, и не мислев конкретно за Селда. Ти навистина се обидуваш да го скриеш тоа, ама премногу си вознемирен, Хасан. Само луѓето премногу ме притискаат, брат. Се обидувам да си го живеам животот како што сакам, ама не можам. Особено децата, да знаеш. Таа Мелтем постојано ги врти децата против мене. Свесен си? Со тек на време ќе се навикнат, Хасан. Се надевам дека ќе биде така. Инаку ако продолжат да ме оддалечуваат од себе, јас ќе се повлечам. На крајот на криштата секој си го живее животот. А ти што мислиш ако еден ден јас сам останам? Дали тие би дошле да живеат со мене или? Не. Најмногу што би направиле е би дошле со нивните семејства да ме посетат, а потоа ќе се заминат без да се свртат и да ме погледнат. Во право си, Хасан. Само еднаш го живееме овој живот, нели? Затоа треба да си го живееме како што сакаме. Јас мислам така. Правилата нека одат во бестрага. Посакувам јас да бев толку спокоен како тебе. Керим, да не... Види, знам на што мислиш, ама нема такво нешто. Мислам дека има. Чувствувам дека нешто се случува. Хасан, ти бараш некој со истите проблеми како твоите, ама навистина не е така. И доколку еден ден се заљубам во многу помлада девојка од мене, тогаш знам дека ќе можам да си ги контролирам чувствата. Не изговари такви зборови, никогаш не се знае времето што ќе донесе, братче. Конечно дојде. Цел ден ме остави сама. Бабо, мене ме чекаше ти? Секако. Ме остави сама цел ден во оваа куќа. Душа? Душа моја. Многу се извинувам, баба. Морав да купам некои книги. Во ред. Мајка ми не е тука? Излезе надвор, имала работа во организацијата, ќе дошла подоцна. Во ред. Јас овие да ги оставам и ќе се вратам. Туба. Ке ми читаш ли книга никогаш? Не можам да се фокусирам на ништо, изгледа притисокот ми се менува. Секако, баба. Фатма. Каде е Несрин? Несрин, ова... Да, каде е Несрин? Само што излезе Несрин, господјо Султана. Требаше да заврши некоја работа. Не е ли во фирмата? Не отиде во фирмата, не. Не ми се допаѓа кога ме лаже. И кажа што зборувавме и таа отиде во фирмата за да зборува со Керим, нели е така, а? И реков да не излегува надвор, но не ме послуша. Баба, мислам дека за тоа треба со Несрин да зборуваш. Кажи и на Несрин кога ќе се врати да ме побара. На овие години никогаш не сум видела некој толку непослушен.
колку посебни луѓе работат овде. Многу е доцна, можеби излегла веќе. Влези, тато. Излегуваш, ќерко? Да, за кратко ќе излезам, ако сакаш да излеземе заедно. Не, јас пред да одам дома ќе одам до градилиштето. Да ги провериш, нели? Понекогаш треба, знаеш. Дури и да сум голем шеф, ќе ги вршам контролите, велиш, а? Токму така. Тато, пред малку дојдов кај тебе во канцеларија, не беше таму? Бевме да пиеме кафе со чичко ти Хасан. Се уште ме ја лут, нели? Се обидува да го скрие тоа, ама повредена се разбира. Те молам, не кажувај ништо, тато. Свесна сум дека сгрешив. Всушност, сакав да ти кажам дека направи добра работа што ја одби таа работа. Како и да е. Да не те задржувам, ајде, оди слободно. Во ред? Тато? Несрин беше денес тука. Баба ми сакала да ја омажи. Да, знам. И мене ми кажа. Такво нешто не е можно. Девојката се исплашила и кажала на мајка и дека ќе омажат или ќе си одат од куќата. Не можам повеќе, ме натера да се покајам за тоа што му го ветив на Хикмет. Не остана нешто што не направија на ќерката на човекот што си го изгуби животот заради мене. Баба ми не е таква, зошто би го направила тоа нешто, тато, не разбирам. Мајка ти е виновна, се разбира. Зарем не знаеш каква е мајка ти? За да ги заврши работите на татко и реков на девојката дека може кога сака да излегува. Излезе 3-4 пати едно по друго, мајка ти ја уништи буквално, одаѓаше само овде тоа девојче. Како може да се такви, навистина не ми е јасно, не можам да си го препознавам семејството повеќе, ме разбираш ли? Молам. Зейнеп ли? Во ред, испратете ја горе, ја чекам. На една пријателка на Несрин е била потребна работа, ја си реков да дојде да зборуваме. Во редно, не е малку доцна, нека дојде утре тоа девојче. Штом веднаш дошло, очигледно дека многу и треба работата. Да не мора сега да се враќа, тата. Во ред. Тогаш јас нема да одам до градилиштето, ќе си одам директно дома. Може, изгледаш многу изморено. Мислам дека можеш контролата да ја оставиш за подоцна. Добро, ајде се гледаме подоцна дома. Не плаши се, не плаши се. Не плаши се. Ништо нема да ти направам. Што сакаш? Ти знаеш што сакам јас. Документите и парите. Веднаш да ми ги дадеш. Види, 100 пати ти кажав да стоиш понастрана. Ако биде така, никој нема да ги добие тие документи. Ти ме изигра како никој во животот што не ме изиграл. Ако не се одолжиш ти за тоа, никогаш нема да се спасиш. Значи вака, кој да беше на моје место би го направил истото. А јас, освен тие документи, не зедов ништо друго. Дојдов да се обидам за последен пат. Утре ќе одам во фирмата на твојот шеф. Ќе зборувам отворено со човекот и ќе побарам да ми ги врати парите и автомобилот. А инаку нема да те оставам на мира. Види, јас сум само една негова вработена. Зошто би ти дал тебе толку многу пари? Татко ти за кого умре, а? За него умре. Барем малку ако е благодарен, ќе направи се што може за да спаси ќерка му од опасност. Напразно ќе одиш таму. Господинот Керим нема да те прими. Тогаш ќе одам и ќе разговарам со Али. И немој да мислиш дека заборавив на ланчето од Джунейт. Рацете и нозете на Али се многу долги.
Немој да се изненадуваш ако оди да го посети Џунејд во затвор. Разбирам. Ти нема да се откажеш од своите закани. Најдобро ќе биде да ти ги вратам документите. Секоја чест. Само не можам веднаш. Ќе ти ги дадам друг пат, кога ќе имам слободен ден. Сега веднаш да ми ги донесеш, инаку ќе чекам тука додека не дојде твојот шеф. На секаде низ куќата има безбедносни камери. Ако влезам сега, не можам повторно да излезам. Минатиот пат чекав и чекав, а потоа заминав. Нема врска, јас имам време. Јас можам многу долго да чекам. Многу долго. Тргни ги рацете од мене. Ти си една отровна змија. Секоја чест на вистина си како лисица. Дури едно невино дете кое се бори за парче леп го испрати во затвор. Никогаш нема да ти ги дадам тие документи, да знаеш. Ако се обидеш да ме оцрниш на било кој начин, тие документи лично ќе ги однесам во полиција, ме разбрали? Несрин, овде ќе го чекам твојот шеф. Несрин, Ај, проклетство. Ќе почне да ја вика уште пред девојката дома да си дојде. беше надвор? Да, бев во фирмата. Во фирмата, што правеше таму? Ме повика госпогицата Берен и кажав дека на една моја пријателка ја потребна работа. Многу сум и благодарна, рече дека ќе помогне. Како и да е, пријатен ден. Молам господине Селим. А дали прифатиле? Му благодарам на Бога. Значи дека разбрале дека ќе биде тешко да ја чуваат дома, затоа прифатиле. Од каде знаете, можеби жената ќе се сети на нешто. Многу ви благодарам што ми известивте за ова и верувајте, ми дадовте голема надеж. Ви благодарам многу, се гледаме. Бурак те извлече. Бурак не верува дека ти си луда. Јас не сум луда, Фарук. Ти тоа многу добро го знаеш. Ти си луда, Зехра. Комплетно луда. За кратко време јас ќе те сместам во установа и ќе се разведам од тебе. А Бурак ќе се согласи со мене. И од каде, знаеш, можеби ќе се оженам со Селда. Ке те убијам јас тебе. Ке те убијам. Полек. Ке те убијам. Ке те убијам. Бурак, јави се во болница. Што чекаш? Бурак! Бурак! Пушти! Пушти ме! Пушти! Пушти! Од колку години работиш? Колку многу работи си работела? Од средно училиште? И работеше и учеше, така ли? Да. Само што целиот твој работен век си работела како продавач, мене тоа не ми одговара. Јас си кажав на Несрин дека немам искуство, таа ми рече да дојдам и да си ја пробам среќата и тоа го направив. Знам дека немаш искуство, Зейнеп. Несрин ми рече дека убаво црташ. Да, убаво цртам. Освоив прво место на државниот надпревар. Одлично. Мене ми е потребен еден асистент, поточно некој што ќе ми биде раце и нозе. Мислев да вработам некој стажант од архитектонскиот факултет. Но ќе се обидам прво со тебе. Навистина ли? Многу ви благодарам, госпогица Берен. Ви ветувам дека нема да се покаете. Ке работам за се што треба. Ке научам се што е потребно. Во ред, ќе видиме. Многу ви благодарам. А кога да почнам? Можеш утре да почнеш.
Ке се навикнеш и на фирмата, ке ти кажат се што е потребно да донесеш од документацијата. Во ред, тогаш да си одам веќе. Се гледаме утре. Ви благодарам. Штета, очигледно е дека многу е истоштена. Јас се изморив, а тоа постојано е да ти кажувам да не одиш, да не правиш, да престанеш, се изморив. Јас немам намера никому да наведнувам глава. Особено не на некоја жена како што е Султан, никогаш. Така ли? Господја Султан рече дека сака да те види кога ќе се вратиш. Ајде, ако имаш храброст, оди. Истово кажи и го и на неа. Во ред, да ги оставам кесите и ќе одам. Навистина отиде. Јас сум Џунейд. Добро, каде си ти цел ден? Сам останав овде збеснав буквално. Џунейд, јас имам работа тука, работам тука. А и што очекуваш кога дојде во оваа куќа? Да си живееш среќно до крајот на животот? Несрин, се чувствувам како да сум во затвор овде. Седам само и ништо не правам, ќе полудам, мислам дека. Џунейд, види, не можеш да останеш тука. Не гледаш ли ми правиш многу проблеми? Јас имам малку пари, ако сакаш ќе ти ги дадам. И платата на татко ми, ќе ти ја дадам и неа. Некој време исчезни, ќе се вратиш кога ќе се смират работите. Може ли така? Во ред. Во ред, вечерва ќе си заминам без да ме види никој. Несрин. Многу ми недостигаш, Несрин. Добре дојде, мама. Добро те најдов, Душо. Баба ми е малку лута на Несрин. Оставете ја девојката на мир. Ако ниту моите вработени не ме слушаат, тогаш подобро да умрам. Тоа што сум стара, не значи дека мојот збор не вреди ништо. Ај, Господе Боже, мамо, јас се не сакав такво нешто да кажам. И покрај тоа што и кажав на Несрин да не излегува надвор, не ме послуша. Ме тера да ја прашам што се замислува. Не само документите. Јас морам и парите да си ги вратам. Господине Керим, јас сум Акиф. Уште веднаш сватив кој си во рета. Сте сакале да ме видите, господје Султан?
Керко, колку што разбрав, ти сакаш да живееш во оваа куќа, но не сакаш да работиш. Можно ли е такво нешто? Да бидам искрена, имаш една чудна храброст. Ова не го разбирам. И покрај тоа што ти реков да не излегуваш од дома, не ме послуша. Господи Султан, јас никогаш не би сакала да ви искажам непочит. Зарем не е непочит тоа што не ме послуша кога ти реков да не излегуваш надвор? Ти која си мојот збор да не го слушаш и почитуваш? Ама јас имав причина за да излезам. И унака мрзливите и глупавите луѓе наоѓаат причина за се, нели е тоа така, а? Баба, Ти како можеш така да ме лажеш? Те видов со кесите во рака. Во оваа куќа нема место за неработници како тебе, дали ти ме разбра? Доста е веќе, господјо Султан. Можете да избркате керка ми поради тоа што не ве послуша, но немате право да навредувате. Никакво право немате на тоа, никакво. Мојата керка никому не покажа непочит. Зошто не кажувате нешто за Ипек? Само мојата керка ја напаѓате, свесни ли сте? Ипек сега не е тема. Ако темата се вработените во оваа куќа, тогаш и Ипек е дел од темата. Никој од нас не знае што Ипек прави во оваа куќа, нели? Ипек се обидува да го заведе вашиот внук. За многу брзо време ќе стане газдарица на куќава. Но затоа што Ипек е итра, никој не може да свати што прави, нели?